И во последниот дел од денешното утринско дружење ќе споделиме многу битни работи поврзани со една програма на која што можете и вие, а доколку ги исполнувате условите, да аплицирате за грант од 30%. Наша гостинка ова утро е нашата драга Гордана Поповиќ-Фридман, проектен менаџер на програмата за зелен финансиски инструмент. Верувам дека многу семејства, многу самоохрани родители кои што имаат можеби дете со попреченост или други кои што ги исполнуваат условите да бидат дел од истава, ќе не слушаат со големо внимание. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Добро утро, Суза, и на сите гледачи на Алфа на утринската програма. Така. Ајде за почеток да ја представиме програмата. Што представува програмата за зелен финансиски инструмент? Програмата Зелен финансиски инструмент за подобрување на квалитетот на воздухот и справување со климатските промени во нашата земја е партнерска, трансформативна програма на Обединетите нации, спроведена од UNDP во партнерство со владата на нашата земја, Меѓународната организација за миграции, Економската комисија за Европа при Обединетите нации, Европската банка за обнова и развој, како и партнерски локални финансиски институции. Таа овозможува поволно финансирање на компании и на семејства од ранливи социјални групи да инвестираат во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во своите простори, во својот дом, во своите деловни простории, а тие производи вклучуваат топлински пумпи, соларни колектори, сончеви колектори за топла вода, енергетски ефикасни фасада, прозори, кровни конструкции, врати. Се она што може во едно домаќинство, во едно семејство да се реновира или да се имплементира доколку не било претходно присутно. Да. Секако, да. За заштеда на енергија, за намалување на сметките на електрична и топлинска енергија, за подобрување на квалитетот на воздухот и заштеда на емисиите на CO2 во воздухот. Значи, придобивките се и индивидуални и за средината во која што живееме. Така, општо за животната средина. Доколку станува збор за семејство кое би аплицирало, какви се семејства можат да го добијат овој грант? Фокусот е на жени, семејства во кои што жената има единствен или доминантен приход, семејства или домаќинства со лица со попреченост, понатака домаќинства во кои што има припадници од ромската етничка заедница, домаќинства со лица со попреченост, домаќинства во кои што има повратници од странство или приматели на дознаки од странство, понатака домаќинства во кои што има единствен приход или имаат 3 или повеќе деца. Кој е најчестиот избор за интервенција во домот во сферата на ова енергетска ефикасност или обновливи извори? Кај домаќинствата доминантни се топлинските пумпи. Најголем дел од корисниците, инаку досега спроведени се над 200 инвестиции и 205 последната бројка, а кај компании доминантни се на фотоволтаици или на сончеви колектори и за сопствени потреби на фирмите, како и за продажба на електрична енергија. Така, во оваа програма, како што напоменавте на самиот почеток, соработувате со заедничкиот фонд на Обединетите нации за целите за одржив развој, како и со Европската банка за обнова и развој. Што точно тука се подразбира? Точно така. Програмата е поддржана од заедничкиот фонд при Обединетите нации за целите за одржлив развој. Тоа е на мултипартнерски донаторски фонд во кој што придонесуваат средства Европската унија, како и владите на повеќе земји од Европа и пошироко. И партнер во програмата, кој исто така придонесува со сопствени средства, Европската банка за обнова и развој. Европската банка за обнова и развој инвестира во кредитните линии за компании преку партнерските банки. За компании тоа се Шпаркасе банка, Комерцијална банка, Прокредит банка, како и Шпаркасе лизинг.
додека кај домакинствата партнерски банки со нивни средства се Silk Road банка, ТТК банка, како и штедилницата Можности. Така. На кој начин можат гледачите сега, може би вака ние од рано наутро им нафрламе информации, а не чуле до сега за ваквиот тип на грантови проекти на кои што можат и тие да аплицираат, на кој начин можат да се информираат и која е потребната документација која треба да ја приберат за да ја аплицираат и каде финално? Заинтересирани граѓани, припадници од овие целни групи, можат да се обратат во партнерските финансиски институции, значи за домакинства, тоа се Silk Road банка, ТТК банка и штедилницата Можности, или на имейл адреса кај експертскиот тим кој пружа техничка помош бесплатна за апликантите, на имейл адреса gff2.aplikacija@gmail.com или на имейл адресата gff@undp.mk, на кој што ќе добијат упатства кои документи, значи треба да докажат припадност на една од целните групи, за секоја има список на документи и техничкиот стручен тим помага во обезбедувањето на тие документи и соработуваат на тимот со партнерските банки, ги доставуваат до нив и потоа заедно со апликантите. Исто така стручниот тим помага и за избор на техничко решение од технолошки селектор, тоа е каталог на тие решенија за обновливи извори и енергетска ефикасност, од кој што се добива зелен сертификат и се приложува заедно со документацијата. Битно е дека по реализација на инвестицијата со кредит од овие партнерски финансиски институции, апликантите по верификација на проектот добиваат поврат од 30% од вредноста на заемот. Кај домакинствата тој процент се движи до 30%, додека кај компаниите 5% за енергетска ефикасност или 10% за обновливи извори и комбинација обновливи извори и енергетска ефикасност, повратот е кај компаниите 10%. Одлично. Ова се многу важни информации, особено за луѓето кои што сакаат да инвестираат, сакаат нешто да реновираат дома. Ова е навистина голема помош и можност која што верувам дека многу семејства кои што ги исполнуваат условите кои што ги кажавте ќе ја искористат. Постои ли рок, краен рок до кога може да се аплицира? Апликациите се тековни, отворени, не се врзани за рокови. Нема рокови моментално, меѓутоа програмата до сега е предвидена да трае до април 27 година. Битно е на луѓето да се решат, значи фокусот на овие семејства е бидејќи се смета дека не се доволно опфатени, дека им треба поттик и олеснување на инвестицијата, за да можат да инвестираат и да имаат повеќе расположив приход за другите сопствени потреби во домот и да поттикнат и други да инвестираат во вакви решенија кои што придонесуваат и за почист воздух и за заштеда на сметките за топлинска и електрична енергија. Како се досега нештата? Има ли луѓе кои што влегуваат, има ли луѓе кои што аплицираат? Познато е дека ние македонците помалку сме и скептични за некои вакви работи и некогаш чекаме да некој друг да сподели искуство, туѓо искуство за овие видови на проекти, овие грантови кои што ни се пружаат, но не секогаш се искористуваат. Има интерес, има досега реализирано над 200 проекти низ целата земја во сите градови, од Скопје и пошироко, и луѓето многу се задоволни. На каналот на YouTube на UNDP МК може да се видат и видеоснимки од поединечни корисници кои изјавуваат големо задоволство, изјавуваат дека имаат намалување на сметките, дека имаат подобар комфор во домот и
се исто така задоволни дека придонесуваат и кон подобрување на животната средина. Да, тоа е многу битна работа, особено во овие денови и месеци во кои навистина воздухот е токсичен, луѓето се затворени дома, со вклучени прочистувачи цело време на најако, цело време тивко меѓу нас поделуваме за тоа колку е загадено, но не се менуваат нештата. Од година во година ми се чини дека не се менуваат. И сега барем кога половина од луѓето кои што се греат на дрва се уште или можеби на некои други со некои други начини се загреваат, а сето тоа е многу штетно за околината и тоа како драстично би ја променило сликата на воздухот, доколку половина од нив преминат на електрична енергија благодарение на топлотна пумпа, така нели? Да, токму така. Докажано е од неколку истражувања, последно и од UNDP оваа година, дека голем дел од домакинствата кои што се греат на дрва и на други материјали, дека придонесуваат штетно кон загадувањето. Над 30% е покажано дека загадувањето е од домакинства со грејење на дрва и на други огревен материјал и потребно е да се поттикнат да преминат кон почисти форми на грејење. Такви интервенции се спроведени преку други програми, например во Лисиче над 200 семејства се помогнати да преминат на почиста, на инвертер клими, помогнато име со фасада, енергетско ефикасна фасада. И оваа програма сега уште поголем замав и поттик кружа, луѓе кои што се од овие целни групи и се секако кредитоспособни, да со олеснување, со стимулација и со техничка помош да можат да инвестираат во својот дом и да покажат позитивен пример кон на соседството, во градовите, и во средината каде живееме. Да. На крај само ќе ги споменеме уште еднаш овие категории на луѓе кои влегуваат во луѓе кои ги исполнуваат условите. Тоа беа самохрани родители, жени, млади, помеѓу 18 и 35 години, да не испуштам, значи токму така самохрани родители, жени или жени како единствен или главен носител на приход во семејството, припадници од ромската етничка заедница, семејства во кои што има еден приход, семејства во кои што има 3 или повеќе деца или лица со попреченост, потоа приматели на дознак од странство, повратници од странство, можат да се обратат, да аплицираат, значи категориите се и да ја почнат целата процедура. Ви благодарам многу, верувам дека бевме многу корисни во овој дел каде што треба да направиме нешто добро и за нас, за во нашето семејство, ама и за животната средина таму каде што живееме. Со некој следен проект и со некои следни можности и грантови ќе се видиме повторно во утринската програма. Благодарам за поканата, се надеваме и ние дека програмата ќе се прошири и со обем и во регионот. Да. Благодарам.